Петочно отворено студио 1, добар ден и добре дојдовте. Секако за заокружување на оваа недела во ова маратонско наше студио се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски, барем во овој предпладневен и попладневен блок. Да, што е она што ќе го гледаме денеска во рамките на отвореното студио? Како за почеток и отворање на овој прв блок од студиото, ќе ги погледнеме гостувањата во студиото, како и во централниот дневник на различни теми. Се разговараше и вчера, како и денеска, на многу теми овде во отвореното студио и така некако со Јана ќе го завршиме барем овој краток прв отворен блок на студиото. Пошто ќе следат вестите, односно првото информативно издание во рамките на студиото, а денеска во овој термин од 14 часот и 30 минути се дружите со колегата Александар Петрески, а по него следува детална анализа на временските услови со Славчо Поповски. Јас и Јана се враќаме околу 15 часот и 20 минути, а разговараме со Борис Георгиевски, главен и одговорен уредник на Дојче Веле. Темата која што ќе разговараме со него е како Македонија е предмет во Бундестагот, односно сите прашања кои што вчера претениците во германскиот парламент ги отворија кога се работи за Македонија, имено тие го потпишаа протоколот за членство на Македонија во НАТО алијансата, меѓутоа дел од претениците отворија дилема дали Ангела Меркел и незината партија ЦДУ всушност чекаат на власт да дојде нова демократија во Грција со цел да ги блокира преговорите на Македонија со Европската унија, меѓутоа тоа само како една кратка увертира. Со Борис ќе разговараме многу повеќе со оглед на тоа што тој барем случувањата во Германија и што се однесува до Македонија ги следи многу подлабоко. По тој термин од 15 часот и 20 минути следува уште едно информативно издание, повторно со Александар Петрески, а јас и Јана се враќаме во 17 часот. Наш гостин е првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. Денеска е светски ден за безбедноста на храната и во 17 часот и 30 минути се дружите со нас двајца и со колегата Дејан Андоновиќ, а фокус се вестите од Европа и од светот, како и од Балканот. За потоа да следи оној забавниот дел со ексклузив и со Сергеј Варошлија. А Јадранка Костова е уредничката со која што се дружите денеска во термините во 19 часот и 20 минути и 21 часот. Темите на кои што таа ќе разговара е диви депонии, сметна секаде, кој е виновен. Гости се Ирена Ристич од граѓанската иницијатива Не биди ѓубре и Дејан Андонов од Не игнорирај и реагирај на едната тема, а на другата дали невладините станаа владени организации. Нејзини гостинки се првата жена на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска и Фани Карамфилова-Пановска од фондацијата Сорос. Во централниот дневник вечерва гостин професорот од Универзитетот Фон Љубомир Фрчковски, а во 22 часот се дружите со колегите од спортската редакција и нивната авторска емисија Спорт 1 вечерва се дружите со Дамјан Николовски, негови гости се Никола Ѓоргиев и Филип Деспотовски и двајцата одбојкари. И ова студио го завршуваме со последното информативно издание некаде околу 23 часот. Така е, тоа беше генералната најава на денот, а сега стартуваме со оние така наречени, како што знаеме ние да ги тука во студиото да ги наречеме хайлајци. Одиме со она тема која што вчера Анета Кочишки ја третираше, колку вреди, односно колку чини животот на работникот всушност во земјава. Главно прашање кое што богами се наметна во последниот период по информациите од како двајца браќа фактички градежни работници неодамна, односно пред неколку денови загинаа во скопската населба Чаир, секако при градење на зграда. Меѓутоа она што првиот човек на Сојузот на синдикати Дарко Димовски и Иван Пешевски, заменик председателот на градежниот синдикат кој што и гостува на Кочишки, го истакна дека дефинитивно треба малку повеќе да се поработи на заштитата при градежните работи, особено на оние работници кои што на диво работат. Во продолжение гледаме дел од овој разговор.
Градежниот сектор често пати е споменуван, особено кога се во прашање правата на работниците, бидејќи беше Скопје 2014 актуелен проект со голем број на објекти кои што беа во исто време во изградба. Многу често се случуваше и на тие објекти да имаме немили настани, односно дали се повредија, дали се случува и повреди со смртни последици. Ако се вратиме тоа, скоро наназад би рекла, кој е епилогот од сите овие настани? Какви права остварија семејствата на починатите? Видете, многу е неблагодарно да зборуваме за некој дали остварил право од кога го загубил животот. Пак ќе кажам, живеот човек што останува тука ќе се снајде. Меѓутоа не треба да гледаме така или да делуваме од кога ќе се случи нешто. Напротив, ние како синдикат за градежништво секогаш зашто сакаме да делуваме превентивно и ангажираме професионалци во таа област, каде што нашите членови редовно ги праќаме на обука. Значи едино нешто што сакаме да кажеме е дека луѓето пред да почнат со работа треба да си поминат со одветна обука, да си се запознаат со алатот и машините, да собираат искуство од колегите, да тоа ниво на безбедност и здраве при работа го направиме култура, начин на живот. Значи кои ќе отидат на работа не да се осеќаат или да се прашуваат дали ќе се вратат дома живи и здрави при семејствата. Сакаме да апелираме дека сите треба за да го почитуваат законот претходно да го научат. Значи овој закон за безбедност и здраве при работа со него носи еден куп правилници, поготово правилникот за мобилни градилишта, каде што све ова што гледаме на терен и ние обичните граѓани, ретко кој го знае, ретко кој го почитува. Затоа во ниеден случај не можеме да ги окривиме самите работници кои кажавме дека за една гола екзистенција го работат тоа. Никој не го работи тоа од љубов, верувајте ми, за 200 или 250 евра месечни примања. Меѓутоа работодавачите се должни да обезбедат лична заштитна опрема, обука. Понатаму, ние како синдикат си имаме наши интерни акти кај што апелираме да луѓето пристапуваат во синдикат, се информираат за да не се случуваат вакви работи, да поминуваат редовни обуки и задолжителни, меѓутоа и да притискаат кај работодавачите да све тоа се регулира и се реализира и се регулира. Значи не само да се земе законот како пишан на хартија и понатаму примената да остаат на овие работниците или на работодавачите. Тука државата и како треба да си го уклучи инспекторатот да види дали сето тоа се спроведува или навистина имаме потреба од нов закон, од нови правилници, каде што повторно тие барања треба да искочат од базата на луѓето, од самите вработени. Ние постојано на терен ја согледуваме ситуацијата и ги добиваме информациите од самите луѓе. Затоа знаеме што им треба на тие луѓе и затоа на еден начин е подигнато кај нас нивото во компании каде што има членови. Верувајте ми, онаму каде што има социјален диалог и колективни договори, тоа се почитува. Меѓутоа не е тоа случај во целата држава, не само за Скопје 2014 и други објекти. Денеска е капиталот во градежништво 100% приватен, компаниите се приватни, така да не можеме тука да ја окривиме кај работодавач од државата, меѓутоа самите работодавачи, оние што почитуваат социјален диалог, верувајте ми дека имаат мир во куќа, народски кажано. Сите други се соочуваат со проблеми. И понатаму на суд, најтрагично е што никој кај нас не добива никаква одговорност, него секогаш се сведува да е крив оној што се повредил или што загинал. Да, тоа исто не прашање само за себе, што на крајот никој не понесува одговорност. Ајде вака, јас прен сакам да изразам сочувство до фамилиите на нашите работници и да даде Господ тоа никогаш повеќе да не се случи. Јас малце похрабро ќе говорам и јас мислам дека проблемот е во работодавачите или инвеститорите, бидејќи својот интерес го гледаат во профитот. А со тоа забораваат на нас работниците и општо на целото општество, бидејќи не ја запазуваат, тоест не го преминуваат пропишаниот закон за безбедност и здравје при работа. Законот е одличен. Таму пропиша пуно стандарди што треба да се исполнат, пуно обврски на работодавачот, кој не сме да ги занемари за да му овозможи безбедна работа на работникот, но тоа секаде не се случува. И затоа не се случуваат овие несреќи, бидејќи ако, кажам како пластично, ако е работодавачот опуштен и работникот се опушта. Не ги запазува и оние тие законски акти што треба, што се исто важни за неговата безбедност и здравје, и затоа не се случуваат овие последици. Како што може да, како што кажа, и граѓаните пријавувале за овој немил настан, ама како што гледате имаат мерки каде што се работи во сабота кој е неработен ден,
кога знаат дека трудовиот инспекторат не може да искочи на терен, бидејќи не може ние само да ги критикуваме нашите колеги, кога знаеме, ние располагаме со податок дека на цело Скопје има само 3 градежни инспектори. И како да ги обвиниме ние тие луѓе кога не може све да постигнат? Затоа ние ќе апелираме и ќе се обратиме и до министерот за внатрешни работи, каде што ќе го замолиме и ќе побараме и полицијата тука да се ангажира, кога ќе види копање на ровови, небезбедни ровови, како што викаме од по 3 метра, каде што се потрупаа нашите работници, да интервенира малце и полицијата да го стопира, а после од понеделник кога ќе бидат инспекторите да се известат и за тие несовесни работодавачи или инвеститори да следат па и кривични пријави, бидејќи за еден инвеститор не е ништо казна од 5, 6, 2 или 1000 евра. Сериозни се овие разговори во однос на тоа во какви услови работат работниците и за какви плати. Целиот разговор можете да го погледнете на каналот на 1TV на YouTube, како и на сајтот 1tv.mk. Инаку во вчерашниот централен дневник гостинка беше и Лидија Димова, директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Таа разговараше за една нова, убава вест, а тоа е Европската младинска картичка. Европската младинска картичка им нуди на сите од 15 до 29 години, без разлика дали студираат, дали учат, дали не. Доволно е тоа растојание на години за да ја да станат корисници на таа Европска младинска картичка, а поволностите кои што ги нуди се огромни, таа веќе постои во Европа. Меѓутоа малку подетално слушаме од Димова. Интересна иницијатива и промоција на Европската младинска картичка. Ја направивте промоцијата во соработка со Агенцијата за млади и спорт, затоа што станува збор за картичка која што е наменета пред се на младите луѓе, како што ви е во пропозициите од 15 до 29 години. И како што кажавте пред малку, многу недоразбирање има за тоа што значи ова парче пластика за еден млад човек кој што дали живее овде или ќе замине од овде или ќе оди на патување, а ја поседува значи многу. Повелете. Навистина не знам од каде да почнам, освен од тоа дека денеска имавме исклучително интересен настан. Имаше многу млади луѓе и откако ја промовиравме картичката имаше повеќе од сат време дискусија со многу прашања. Тоа покажа од друга страна ќе има и недоразбирање за тоа што представува Европската младинска картичка. И очекувано. Тоа е сосем очекувано. Ние сме подготвени како да се справиме со сите тие недоразбирања. И да ги имате сите одговори. И да ги имаме благовремено сите одговори. Меѓутоа, пред да почнеме со некаква фаза на одговарање на сите тие нејасноти што ќе се појавуваат, мораме една работа да кажам. За вие има многу картички низ Европа. Значи не е ова единствената. Меѓутоа единствена која што е толку популарна и која што е во рацете на милиони и милиони млади луѓе во Европа е оваа. Значи Европската младинска картичка. И тука беше нејаснотијата околу тоа владата што треба да промовира. Дали треба да има национална младинска картичка или треба да има Европска младинска картичка. И од тука, откако го решивме проблемот дека треба да станува збор за Европска младинска картичка, дојде и Националната агенција во игра. Инаку дотогаш Агенцијата за млади и спорт беше таа која што беше носител на проектот. Што точно добиваат младите со оваа картичка? Покрај тоа што младите, значи да сите им е јасно дека младите ќе добиваат некакви дисконти. Да. Значи добиваат намалувања и во кафани, ево се фаќаме за кафаните бидејќи тие се најлесни за да можете да склучите договори. Меѓутоа исто така ќе добивате и од денеска имаше многу представници од театрите, например, кината, од книжарници, од денеска побарае пристап младите да имат и до базите на податоци за да може да учат, од книжарници, туристички агенции, од се може. Ево, сега моментално ние работиме Македонија да ја внесеме на културните рути, има така наречени културни рути на Советот на Европа. Тие се многу интересни, ги има 13, добивате посебни бенефиции на младите, со кои што патувате по некоја одредена историска рута по повеќе држави и имате посебно сместување по хостели кој што е многу поволно, со исклучително поволни цени и
ако се претплатите на таа рута, ќе можете со тие исклучителни услови да ја користите. Сакаме да ги вклучиме во некоја понатамошна фаза и фестивалите. На Балканот имате многу фестивали, нели, почнувајќи од Декзит, па во Бугарија имате, па кај нас Валандово, значи во Дојран. Значи имате повеќе фестивали, сакаме и тие да ги вклучиме. Значи во основа имаме многу работи кои што треба да ги понудиме на младите. Млад човек на возраст од 15 до 29, како што го имате ставено во рамка за возраст, да ја добие или да ја поседува оваа картичка? Значи, прво, наједноставно е да се аплицира на онлайн. Нали, се оди на, ќе напише Европска младинска картичка и се отвара прозорчето и тука може да аплицира и да ја добие. Тогаш кажува каде сака да му биде доставена картичката, дали сака преку пошта дома или сака во најблиско, пошто ние ќе ги доставуваме картичките и до најблиските аутлети. Значи тој млад човек се што треба да поседува е соодветна возраст? Само тоа. Само тоа, ништо повеќе. Ништо повеќе, значи не е битно дали учи, не е битно дали студира, не. Апсолутно. 10 апсолутно, ништо тоа не е битно. Така, а во шареноликото отворено студио 1 се третираше и темата со вакцинацијата. Се уште не стивнуваат реакциите во овој однос, иако одамна беше откако започна всушност епидемијата на морбилите. Имено директорката на Државниот здравствени и санитарен инспекторат Ирина Сотирова-Бухова и Шпреса Хасани од Здравствениот дом Скопје разговара со колегите Антонио Крстевски и колешката Елана Милошевска во однос на тоа какви се статистиките, односно дека засега 1100 родители, најмногу од Скопје, потпишале изјави, односно одбила да ги вакцинираат децата. Најавени се и соодветни казни, односно никакви санкции во овој однос, бидејќи де факто здравствените власти се децидни дека секое дете мора да биде вакцинирано. Слушаме дели од овој разговор. Повеќе од 1000 родители се одлучиле да не ги вакцинираат своите деца, затоа потпишале и писмени изјави. Како го коментирате ова? Да, од почетокот на епидемијата, заклучно со вчерашниот ден, добивме над 1000, некаде околу 1035 писмени изјави од родители кои се изјаснуваат дека не дозволуваат вакцинација на своето дете се однесува на МРП вакцината. Меѓутоа, јас ви донесов овде има неколку типа на изјави, значи има изјава во која вика не се согласувам воопшто да биде вакцинирано, односно ревакцинирано. Има тип на изјава во која кажува не се согласувам да биде вакцинирано во училиште на теренска вакцина, а ќе го однесам да го вакцинирам во диспанзер. Значи, има неколку типови на изјави по кои Државниот здравствен и санитарен инспекторат ќе постапува. Кои доминираат? Кои изјави доминираат? Оние што воопшто не дозволуваат да ги вакцинирате? Од овие 1035, некаде 70% се тие што изјавуваат во моментот дека нема да ги вакцинираат. Меѓутоа, од моментот кога ќе почнеме постапката, што значи ќе бидат писмено повикани на поравнување, па до моментот додека тие дојдат, се случува да ни донесат потврда дека вакцинацијата веќе е извршена. Значи, овие бројки нека бидат само како еден показател, никако не се фиксирани и точни. Јас се надевам дека од овие бројки голем број ќе завршат со позитивно покажување на потврда дека детето е примило вакцината. Каде доминираат овие изјави? Во кои градови? Имаме списокот по градови, значи 593 се во Скопје, Гостивар 1, Битола и Прилеп 50, Охрид и Струга 33, Куманово 93, Струмица, Валандово, Радовиш вкупно 191, Гевгелија 28, Велес 20, Штип 44. Значи, повеќе од половината од овие 1100 родители се однесуваат на територијата на градот Скопје. Шпреса, на што се должи ова? Генерално, ако го земеме фактот дека од моментот на појавување или прогласување на епидемија во ниво на град Скопје, а последователно во ниво на целата територија на државата,
Самиот податок ни укажува дека бројот на невакцинирани деца или население во град Скопје беше најголем, за разлика од останатите градови во државата. Земајќи го во предвид тој факт, очекувано и оваа бројка да биде на родители кои што не прифаќаат или не се согласуваат нивното дете да биде вакцинирано. Во однос на овие изјави кои што се проследени до Државниот санитарен и здравствен инспекторат од Здравствен дом Скопје, откако се заврши теренската вакцинација, која што се реализираше од наша страна, согласно наредбата од страна на Министерството за здравство, меѓутоа и согласно правилникот за имунопрофилакса и хемопрофилакса, во кое што пристапивме кон теренска вакцинација, овие изјави се проследија до Државниот санитарен инспекторат, се со цел за нивно понатамошно проследување. Тука го затвораме овој прв дел од отвореното студио. Јас и Јана се одјавуваме. 15:20 часот се дружите повторно со нас. За кратко следува информативното издание, како што реков, се дружите со Александар Петрески, најновите информации од Македонија и светот. Се гледаме.